Почитувани гледачи, вие сте с програмата на Канал Плюс телевизија, а во продолжение она што ќе следува е специјална емисија посветена на еден доста значаен настан од областа на музиката. Станува збор за одбележувањето на Светскиот ден на џез музиката во Штип, кој се случи на 30 април. За вовед во емисијата би кажала дека 30 април е означен како Светски ден или Интернационален ден на џез музиката во 2012 година од страна на сите членови на УНЕСКО на иницијатива на познат џез музичар Херби Хенкок. По повод одбележувањето на Светскиот ден на џез музиката овде во Штип, со мене во ова специјално издание на оваа, да речеме, емисија посветена на џез музиката е организаторот на настанот, кој што се случуваше не само на 30 април, туку во текот на целиот месец април имаше голем број настани, иницијатор, како што реков, е господинот Видал Лазарев, кој што е сега со мене овде и со кој ќе поразговараме пред се за тоа како дојде на идеја да го организира овој настан овде во Штип, да им овозможи на љубителите на џез музиката да уживаат малку повеќе токму во овој правец музички и да ни каже дека не е прв пат, туку дека трет пат поред, односно трета година поред го организира одбележувањето на Светскиот ден на џез музиката. Точно, прво да се заблагодарам на поканата да бидам гостин кај вас во емисија, да изразам огромна благодарност на Канал Плюс телевизија која безрезервно даде поддршка на овој убав настан. Точно е, трета година поред го организираме. Првата година, како што кажав и претходно во една емисија кај вас, првата година беше во Дом на млади, втората година го правевме во еден кафе-бар. За оваа година да земеме еден храбар чекор да го организираме настанот самостојно пред Домот на културата и мислам дека имавме одлична забава, одлична музика. Мислам дека со секоја година поред се повеќе и повеќе зголемена заинтересираност од страна на штипјани па и жителите на околните градови. Оваа година како за промена, јас бев изненаден, примавме резервации од неколку други градови освен од Штип. Имавме гости од Куманово, Струмица, Кочани, па мислам дека имавме и од Скопје неколку гости, така да оваа година настанот беше најпосетен до сега, во смисол на ако ги земеме претходните 2 години, мислам дека оваа година имавме највеќе народ во споредба со минатите 2 години заедно комбинирано. Така да одиме напред, значи тоа што го вложуваме како труд и енергија на некој начин се исплаќа, ја остваруваме нашата мисија и ја доближуваме оваа култура до луѓето. Мисијата е тоа, да се доближи џез музиката до точно така, до поголем број на луѓе. Идејата е да доближиме џез музиката и џез културата до народот, бидејќи тоа е сепак нели, има своја дипломатска улога, ги спојува луѓето, меѓутоа и џез музиката е комерцијална култура, не е тоа нешто што нели само музика и не добро, и не е за сите, меѓутоа тоа е тоа што сакаме да го направиме е да ја доближиме и тоа и комерцијалниот дел да го презентираме пред публиката која се надевам дека и се допаѓа тоа што го правиме. Годинава имаше голем број учесници, односно музичари кои што зедоа учество на 30 април на самиот ден на одбележувањето на џез музиката, и да започнеме околу организацијата најпрво. Да се организира, да се повикаат толку број на џез музичари да учествуваат на вечер, сите заедно да го одбележат Светскиот ден на џез музиката, па и не е толку лесно, не? За лесно сигурно дека не е лесно. Програмата ја работев од јануар месец па се до почетокот на април. Во почетокот на април имавме некои минорни промени, меѓутоа генерално програмата 95% остана иста. Како што планиравме, настанот траеше скоро 8 часа, за програма од 8 часа треба многу време и енергија за да се организира таков настан. Не само 30 април како Интернационален ден на џез музиката, меѓутоа и целиот месец кој е Jazz Appreciation Month и тие настани значи припаѓаат во оваа организација. Загубив многу енергија и време, но не е залудно. Значи сето тоа се исплати на крајот, имаше публика за сите настани, имавме гости
кои се можеби меѓу најдобрите и најпопуларните во Македонија. Не би сакал да користам такви епитети бидејќи е неблагодарно кон другите, меѓутоа го имавме Џони Ли Аплгрин во еден кафе бар во Штип, кој е нели синоним за џез музиката за џез пеењето во Македонија. На главниот настан го имавме Горан Гешовски, кој е еден извореден музичар, исклучително добар познавач на бас гитарата како инструмент. Има свирено во Blue Note во Њу Јорк, тоа е еден од најпопуларните ланци на џез барови во светски рамки. Ги имавме Equinox Jazz Quartet, тие се од Штип и значи сите ги знаеме добро, сите се искусни музичари и некои од нив професори. Го имавме Зоран Костадиновски, кој е гитарист во ревискиот оркестар на МРТВ, Зоран Велковски, кој е одличен гитарист, исто така има завршено на Музичката академија на Универзитет Гоце Делчев. Меѓу другото да спомнам дека и можеби 70% од музичарите кои настапија се дипломирани овде, што е еден голем показател за тоа што го работи Музичката академија. Ние имаме и прекрасна соработка не само со Музичката академија, меѓутоа имаше и уметници кои сликаа на настава. Вака, го спомна прво, еве да речеме во текот на месец април, настапот на Џони Ли Аплгрин. Тој, како што кажавте, имаше настап во еден од локалите овде во Штип. Предлагам, ако може, да видиме дел од неговиот настап, како тој се представи пред штипјани, а потоа ќе продолжиме повторно со разговорот. Одлично. Одиме со Џони Ли Аплгрин.
Джони или Апелгрин, како што каже господинот Лазарев, е еден од музичарите кој што е синоним за исполнување на джез нумери. Рековме беше овде во Штип, предизвика голем интерес кај штипјани, бидејќи го немаа видено повеќе од 20 години, како што тој самиот рече, но еве, вие успеавте да го донесете повторно овде после 20 години. А тоа е една идеја која спонтано се поврзаа работите. Тој е пријател на еден мој драг пријател и така се поврзавме, дојдов до идеја да го викнам во текот на месец април, што го и реализиравме. Мислам дека имавме одлична забава, до раните утрински часови останавме како пола час после заедно со него, разговаравме за музика и така. Тој има, значи, тој е роден во Лондон, иако е со македонски корени. Има одлични познавања во музиката, има одличен глас. Морам да спомнам дека е атрактивен за публиката и луѓето го сакаат, веројатно тоа е тоа што се бара. Подоцна, во месец април имавме други настани кои го обележаа месецот на џез музиката. Неколку студенти од Музичката академија на Универзитет Гоце Делчев настапија во истиот локал, каде што интересот исто така беше многу голем, што е за поздрав, нели? Веројатно штипјани веќе го препознаваат тоа што го работиме. Тоа е еден огромен успех за нас како организација, но и за џез музиката како култура. Одиме напред, значи не стагнираат. Ако пред неколку години беше чудно да се види и да се слушне џез низ локалите низ Штип, сега веќе тоа станува секојдневна појава и не е ништо чудно. Значи, покрај тоа што има џез, има и публика. Сепак, за масовност, односно масовниот одзив на граѓаните, на сите настани кои што беа посветени на џез музиката, беше пресудно и тоа што имавте една, како да речеме, да не речем нападна, меѓутоа доста богата, секојдневно маркетинг програма, промоција на сите настани кои што ви беа предвидени, како на електронските медиуми, така и на пишаните медиуми, така и на ТВ екраните. Имаше буквално секој ден нешто што е посветено на денот на џезот. Тоа е култура која што треба да ги анимира луѓето. Не можете природно е да се рекламира таков настан. Значи, тоа сепак не е најкомерцијалната култура која имаме. Тоа е и целта да се обидеме да ја приближиме таа култура до луѓето. Мислам дека успеваме се повеќе и повеќе во тоа. Затоа и одат тие реклами одеа се секојдневно тие реклами и имате посебна група на Facebook посветена токму интернационалниот џез музиката. Имаме Facebook страна, значи луѓето можат да најдат на Jazz Day Македонија на Facebook, можат да не следат и на Instagram на Jazz Day МК. Таму ги објавуваме сите новости, настани, музичари, промовираме на истиот профил. Мислам дека мисијата навистина се остварува чекор по чекор, значи не можеме да бараме ние се одеднаш, но главната цел не сме многу далеку, но мислам дека ќе оствариме наскоро. Испомнавме неколкуте настани кои што се случуваа во текот на месец април, но она што беше најзначено, најголемиот број од настаните беа собрани токму на 30 април. Се случуваа токму на 30 април од 17 часот па се до раните утрински часови. Точно. Овде имаше настап на ликовни уметници, само накратко ќе споменеме, ама ќе зборуваме поопширно. Настап на ликовни уметници, потоа имаше час по гитара. Да. Имаше омаш на Христо Крстевски, Точно. кој што беше реализиран, односно присутните со животот и делото на Христо Крстевски ги запозна професор доктор Блаже Китанов. Точно така. И тоа е уште еден успех ваш, да успеете на едно место да соберете толку многу луѓе кои што се заинтересирани и зема учество во сето она што го предвидовте. Знаете како, јас кога дојдов до идеја да има и уметници,
да имаме и омаш, кога разговара со уметниците, па еве и со професорот Блаже Гитанов, кој мора да го поздравам, вложи огромен труд за да направи еден осврт на ликот и делото на Христо Крстевски. Некако како да беа обесхрабрени дека и уметниците, и Ивица Јорданов, и Блаже Китанов, дека таа култура е тешко да профункционира кај нас. Меѓутоа, јас мислам дека сум допринел да ги охрабрам, за што подоцна тие ме поздравија, дека сум го направил вистинскиот потек, бидејќи секој труд, па дури и уметниците и работилница, тоа е интелектуален труд. Тоа е и комерцијална култура. Значи, уметниците кои цртаа, имавме 4 уметници, тројца се од Ликовната академија на Универзитет Гоце Делчев, кои безрезервно дадоа поддршка на настанот. Блажи Китанов е наш познат филолог, што можам да кажам дека е еден од најдобрите, како да кажам, луѓе кои можат да зборуваат, најкомпетентните луѓе кои можат да зборуваат за литература во овој град. Исто така и во соработка со Националната установа, со Универзитетска библиотека, точно така. Значи тие еден заеднички настан. Директорката на библиотеката Милена излезе во пресред безрезервно. Ние се договоривме да земаат настап, читаа литература од джез, се представија во најдобро светло, не ни очекував помалку, значи ги надминаа моите очекувања. Ивица Јорданов исто така одржа работилница, каде што зборуваше за изразот на музичарите, за тонот кој Како беше интересот на заедите тој час по гитара? Значи тоа е сепак една интимна работилница во наводници, да кажам. Таму присуствуваа неколку гитаристи кои можеа да чујат вистинско богатство во врска со тој инструмент, да научат нешто ново, бидејќи Ивица е музичар долго време, свири гитара во една од најпопуларните групи во Македонија и е можам да кажам дека меѓу најискусните гитаристи во нашиот град. И најкомпетентен токму за да се реализира част. Значи има неколку гитаристи има во Штип кои би можеле да зборуваат на таа тема, меѓу кои и тој. Тие гитаристи се и на една рака може да се избројат, така да тоа е, мислам дека го имавме најдоброто од Штип момент на нашиот настан. Предлагам да ги слушнеме неговите импресии, бидејќи ние бевме на самиот настан и разговаравме токму со Ивица Јорданов, па да ги слушнеме неговите импресии за часот кој што го реализираше за време на одбележувањето на Светскиот ден на джез музиката. Вашето учество во одбележувањето на Светскиот ден на джез музиката беше преку работилница за гитара за помладата генерација. Како помина работилницата? Така, моето учество помина добро. Имаше доволен број на млади гитаристи и на постари гитаристи. Причината, значи, е Интернационален ден на джезот, со тоа дека коментиравме и разговаравме. Мојот настап овде беше, значи, во два дела. Моје едно излагање и еден интерактивен дел. Разговаравме со помладите, па и повозрастни, постари, да речем, гитаристи. Разговаравме за основни чекори за сетирање на гитарата како инструмент, што сметам дека секој гитариста треба да знае да ја подеси својата гитара. Технички го тоа разговаравме, па и презентиравме како сето тоа оди. Меѓу другото, имавме и мал разговор, тоест моје видување во однос на нивното музицирање, тоест на музицирањето на помладите гитаристи во последно време, што сме сведоци сите, гитарата отиде да речем така, до безсвест свирење, технички феноменално, што го поздравувам тој начин и тој стил на свирење, но се изгуби душата во наводници, ќе кажам, пошто секако дека тие момци, помлади, постари,
ја сакаат гитарата, свират секој дека го прават тоа со љубов, но ја снема музиката. Сите работат на кавер. Се трудат сите да го отсвират овој гитариста, оној гитариста. Разговаравме тоа да, еве, на некој начин се надевам дека потикнав да прават своја музика, да творат своја музика, што, еве, еден ден можеби еден од нив или повеќето, се надевам, ќе бидат и малку поголеми звезди во однос на нашата држава, нели? Малку пошироко да излезат од овие рамки. Откривте ли некој талент меѓу присутните? Па има доста дечки што се, еве, некои се пишани овде запишани на Джез академијата. Имаше доста ученици што се работам приватни часови со години, имаше доста дечки што се од овде. Така да времето ќе си покаже. Сакав да кажам дека тоа авторско сите ние го имаме, само треба да го разбудиме во нас и да правиме, без разлика дали на некого му се свиѓа или не. Тоа е дискутабилно. Нема правила дали е добро или не, кои критериуми се тоа. Така да треба да се работи, па времето само ќе си каже кој што направил и дали заслужува внимание. Официјалниот дел од одбележувањето на Светскиот ден на џез музиката започна според предвиденото 21 часот со омажот за Христо Крстевски од страна на професор доктор Блаже Китанов, а веднаш потоа следуваше исполнување на песна на Крстевски Еден бакнеш, која што како што своевремено вие рековте е непознатата џез номера во Македонија. Па да, Еден бакнеш е напишана од Драган Геконовски Шпатов со Христо Крстевски. Тие имаат напишано неколку теми, меѓу кои е Нежност кон Мими, која лично според мене е малку по-заборавена тема, меѓутоа на исто ниво со Еден бакнеш, која ја пее Христо Крстевски. Ја исполнија, темата ја исполнија двајца студенти од Музичката академија. Значи, во текот на целата програма, Универзитетот Гоце Делчев имаше своји представници кои учествуваа на настанот. Филип Динев, која е прва година на џез гитара, и Марија Докузова, која пред неколку месеци дипломираше на Музичката академија. Добија огромен аплауз за нивниот настап и подоцна, кога завршија тие, настанот почна со Горан Гешовски трио, односно квартет, бидејќи од самиот почеток свиреа заедно со Зоран Костадиновски. Така, пред да продолжиме за настапот на Горан Гешовски трио, би сакала да поговориме точно за исполнувањето на Еден бакнеш од страна на студентите на Универзитетот Гоце Делчев. Беше слична, меѓутоа многу поразлично исполнувањето на оваа номера од страна на Марија Докузова. Знаете, тоа беше идејата. Значи, ако требаше да свират кавер верзија на оваа тема, можеше да биде исто. Меѓутоа, идејата е да биде оригинално, уникатно, а сепак препознатливо и да биде исполната темата, односно да луѓето да препознаат темата која ќе биде исполната, но во различно руло. Што и мислам дека успеавме. На вас ви се допадна или? Така, ни се допадна на нас, ние го снимавме настапот на Марија Докузова и предлагам да слушнете и вие, почитувани гледачи, и да видите на кој начин беше исполнета песната Еден бакнеш. Во чест на Христо Крстевски ќе слушнете песната Еден бакнеш.
Това надеж, сърце грех, щом ке стаиш очи две, твоят поглед мой е плен, щом го плени, люби ме ти. Нема тайни в ова мала река, да те любам, zar to ne se i da postoji ova mila gležna nadeć za jedan tvoj mal sramežljiv pakneš. Serce grej, štom ke stajiš oči dve, tvoj odpogled moje plen, što me pleni, ljubim me ti. Nema tajni ova mala reka, da te ljubam, zar to ne se i da postoji ova mila nežna nadeć za jedan tvoj mal sramežljiv bakneš, jedan bakneš pesni roj, jedan pogled bezbroj sni, moj te želbi nemat broj, što me pleni, ljubim me ti, što me pleni, ljubim me ti, što me pleni, te ljubam ja. Рековте, после настапот на Марија Докузова, исполнувањето на Еден бакнеш, продолживте со настапот на Горан Гешевски трио. Кажете неколку збора за Горан Гешевски, што конкретно тие исполнија и како беа прифатени од присутните? Горан Гешовски се представи со својот бенд на еден помодерен начин. Значи, пристапот на нивната музика е повеќе фанки, повеќе фјужн, што мислам дека и сметам дека е многу добро за луѓето кои пратат оваа музика или за луѓето кои прв пат слушаат за оваа музика, бидејќи тоа е еден правец кој е малку поприфатлив за разлика од другите видови на джез. Стандардите се исто така прифатливи, но не звучат така модерно, нели како некој фанк или фјужн. Тоа беше и целта кога разговаравме пред настанот со Горан Гешовски, кога се договаравме за нивниот настап. Ме прашуваа, нели кога се договараме, со сите зборуваме што ќе се представат, што планираат да отсвират, колку време планираат да настапат. Сугерирав да биде тоа нешто по-комерцијално, заради тоа што, пак ќе кажам, идејата е да доближиме джез културата поблиску до народот. Јас мислам дека успеавме во тоа. Горан Гешовски, како времен музичар, знае точно што треба да отсвири со својот бенд за тоа да биде успешно. Подосна ги имавме Еквинокс, тие отсвирија неколку стандарди на джез настанот. Вниманието на публиката беше загреана
за стандарди, не беше проблем да прифатат таква музика. Тоа Оно е што најавија на пресконференцијата пред самиот настап од Еквинокс е дека ќе исполнат и numeri во нивен аранжман. точно така, значи тие има неколку авторски композиции кои ги отсвиреа таму, но и неколку светски теми кои ги имат преработено токму во нивен аранжман. Што е и за поздрав и е раздвижување на некој начин на джаз сцената, бидејќи од штип авторски мислам дека оддамна нема ништо излезено во последно време. Ова е чекор напред и е чекор за поздрав кој го прават тие. Ние цело време соработуваме со нив и мислам дека сме на добар пат за да ја промовираме джаз културата како што треба во целост. Да слушнеме дел од нивниот настап. Слободно, може. Одиме со Еквинокс. Оно што беше интересно во текот на 30 април вечерта е дека додека траеа сите настапи на џез музичарите, се одвиваше и оној настап за кој што спомнавме од страна на ликовните уметници.
Морам да ги поздравам. Значи, со нив, бидејќи се уметници, нели, аналогно на тоа, сите луѓе мислат дека се различни карактери, дека се малце потешки, меѓутоа со нив се договори за 5 минути, што се вика. Црта одма до значи кај што граничеше главниот настан. Ќе имаме 4 постери од кои ќе излезат после настанот, ќе направиме изложба за тоа. Меѓу другото и ќе одлучиме кој од тие постери, кој од тие цртежи ќе биде постер за следниот интернационален джез дей или ќе биде постер за некој друг настан. Меѓутоа, верувам дека ќе ги употребиме сите, јас колку што можев да видам, сите цртежи се многу, како да кажам, имат некој комерцијален израз, кој било кој да ги види нема да остане равнодушен. Ние ќе организираме, како што кажав, и изложба за тие. Верувам дека ќе донесат и други цртежи истите уметници, кои ќе можат да се представат на таа изложба со нивните дела. Имавме прекрасна соработка. Нивното искуство е, како што ми кажа, безценето. Значи, и тие се на исто мислење дека таа култура уметничка е време да се приближи до народот, бидејќи многу е запоставена. Барем во последните неколку години скоро и ништо да не се случува. Спомнавме за настапите на Горан Гешевски трио и за Еквинокс, што се случуваше потоа? Пред почетокот на главниот настан, Зоран Велковски и Валентин настапија во еден кафе-бар овде. Има еден спонтан настан, тоа и беше идејата уште на почетокот, да се појават некаде, но бидејќи беше ден Великден, нели, повеќе од луѓето беа заминати некаде да празнуваат. Градот беше полупразен и идејата беше тоа да биде проследено барем од некоја група на луѓе. За среќа настапија пред полн локал, направиле одлична забава. Јас немав прилика да отидам и да го проследам нивниот настан таму, бидејќи бев зафатен на главниот настан. Подоцна ни се придружија на главниот настан и мислам дека и неговата изјава после настанот кажува многу за тоа што сме го направиле. Тоа е нешто што тоа е Зоран Велковски, човек кој што ја разбира музиката, знае што значи да се организира еден ваков настан и знае од какво значење е овој настан кој го организиравме ние во Штип. Изрази огромна благодарност, спомна дека е одлична дружба и одлично искуство, дека настанот да се присуствува на ваков настан е голема чест, на настан кој што нели воедно промовира и полова еднаквост, и човекови права, има дипломатска улога да ги спои луѓето, тоа не е мала работа. Спомнавте вие дека токму на 30 април беше и се обележуваше и Великден, но иако рековте дека голем број од жителите овде од Штип не беа во Штип, сепак интересот за светскиот ден на джез музиката, одбележувањето кое што вие го направивте беше доста голем. Имаше голем број на присутни. Како што кажав и претходно, посетителите од минатите 2 години, комбинирано заедно, не можат да се споредат со бројката на луѓе која го посети настанот оваа година. Тоа ми причинува на мене лично огромно задоволство, заради тоа што гледам дека покрај сите настани кои не се од овој карактер, значи промовираат сосема некои други вредности, не сакам ни да спомнувам, за настан кој промовира одлични вредности и кој е под капата на УНЕСКО, посетителите се се во поголем број. Тоа е огромен показател за тоа колку ја раздвижуваме ние свеста кај луѓето. Сакам да кажам дека, да спомнам, мислам дека е важно да се спомне дека имавме најголем, но и најдобар настан во Македонија оваа година. Настани беа одржани во Велес и во
во Битола, во Скопје не чув дека има некое обележување на овој ден. Во Битола свиреа Сашо Поповски, професорот по гитара од Универзитет Гоце Делчев, Гоце Стевковски, кој е исто така професор на Музичката академија на универзитетот, Иван Бејков на контрабас, кој беше професор на Музичката академија, свиреа во Порта Джаз во Битола, во Велес свиреа Славчо Коцев со Анета Качуркова, и ние овде во Штип го направивме, значи, најголемиот настан до сега кој е организиран по овој повод. Сашо Поповски непосредно после концертот ми се јави, зборевме околу организацијата, ми кажа дека луѓето од Битола се интересирале за нашиот настан, како сме го организирале, како сме пристапиле кон овој настан и како сме успеале да собереме толков број на врвни музичари на едно место да настапат за овој ден. Меѓу музичарите кои што настапија овде во Штип, не го спомнавме Симон Киселички, кој што е виртуоз на клавир, исполнувајќи джез музика, дел од која и тој самиот ја има компонирано. Разговаравме и со него и тој зема учество во самата вечер. Симон Киселички е исклучително добар пианист. Обстојува на сцената повеќе од 20 години, што е и доволно да се каже, нели, за музичар од таков калибар. Тоа е наше популарно име, голем уметник, имаше одличен настап и го привлече вниманието на публиката со тој е уникатен сам по себе. Пристапот. Тој е некако како виртуоз на пијанот. Да, и тоа го прави интересен. Знаете, покрај тоа што свири добро, тој има и сценски настап многу добар и тоа е тоа што ги привлекува луѓето да го гледаат. Тоа е можеби еден од начините да ја приближи таа култура до луѓето. Така. Ајде да неговиот начин на исполнување на джез номерите да спомнеме дека тој ја отсвире еден бакнеш од Христо Крстевски на клавир, како соло перформанс, значи без вокал, само клавир, што мислам дека и беше одлична изведба од негова страна. Така. Ајде да го доближиме исполнувањето на Симон Киселички до гледачите. Симон Киселички. Што ќе слушнеме од Киселичка вечер? Сега слушаме Кид Джаред моментално и ја уживам моментално и стварно е гуш да се слуша пред почетокот на мојот настап Кид Джаред. Сакам да направам една као свита од 4 ставчиња, од 4 става, која секогаш ја нарекувам од 3-гласни до 4-гласни интервенции во простор. Ќе уживаме вечер. Да, ја мислам така.
Пијаното е еден од, да речеме, основните инструменти кои што се користат во џез музиката, но видовме и слушнавме Симон Киселички, но тука и саксофонот. Точно. Имавте и голем број саксофонисти на Да, настапот. Горан Кавраков беше саксофонист, беше присутен и Борислав Веселинов, но мислам дека не настапи. Беше и еден наш драг гостин од Куманово, Игор Величковски, кој свиреше на тенор. Мислам дека штипската публика оддамна нема слушнато некој да свири на тенор. Обично, нели, кога настапува по локали, најчесто се свири алт саксофон, кој е најкомерцијален за употреба. Морам да ги спомнам Саше Серафимов, меѓу кои и Кирил Кузманов. Тоа се неврвни музичари кои оставиле белег и оставаат белег се уште на македонската музика. Тие се млади, перспективни деца кои нивната иднина е пред нив. Значи не се го достигнали уште врвот, а веќе ги поминаа сите останати кои се бават со овој инструмент. Покрај саксофонистите мораме да го спомниме и Филип Динев кој настапи со Марија Докузува. Тој имаше и подоцна настап со Горан Гешовски, значи има на джем сешонот настапија заедно. Ја свиреа Спейн од Чип Кореа, ако се добро сеќавам. Потоа можам да спомнам дека Филип Крстевски од Еквинокс приреди одлично шоу, соло перформанс на ударните инструменти. Александар Ванчовски од Скопје исто така на ударните инструменти имаше одличен соло перформанс. Генерално, значи сите музичари, меѓу кои Боро Шопов, Панче Гелев, Горан Кавраков, Горан Гешовски, Зоран Костадиновски, Игор Величковски и сите останати кои настапија. Значи тоа имавме една исклучително забавна програма која вредеше да се чуе. Луѓето кои беа присутни таму, верувам дека знаат многу подобро да кажат колку што јас како организатор можам да ги кажам моите импресии од тоа. Она што се најавуваше постојано и што се случи после настапите на сите учесници е джем сешн. Што се случуваше на джем сешн? На джем сешенот прво се представија Горан Гешовски со Зоран Костадиновски, каде на ударни беше Филип, и мислам дека подоцна се измешаа работите. Филип Динев настапи, Панче Гелев ја зеде гитарата, Александар седна неколку пати се менеа со Филип на ударните инструменти, Боро и Горан ја менуваа бас гитарата често, Зоран Велковски ја дофати исто така бас гитарата, кој имаше одличен настап. На крајот посвири и гитара. Значи тоа е едно убаво дружење, каде што музичарите комуницираат помеѓу себе, свират без проба, а звучи како безпрекорно. Да, звучат безпрекорно, бидејќи нели сепак викнавме искусни музичари кои и претходно имаат заедно настапувано некаде, па без разлика дали се познаваат или не. Мислам дека темите кои ги свиреа се доста популарни, нема потреба да ги вежбат пред да настапат. Како и да е, се на се прекрасно организиран настап. Па мислам дека вие бевте присутни на настанот. Вие сте покомпетентни да кажете дали тоа беше добар настан, дали сте вие задоволни пред се, бидејќи јас како организатор секогаш ќе си најдам своја мана. Да, секој организатор е самокритичен и мора да е за наредниот пат. Дали веќе планирате, имате идеја за наредната година? Веќе за наредната година и ги имаме плановите во основа. Престои долг период на напорна работа, на договарање на музичари кои се сепак нели треба да бидат исклучително добри за да настапат кај нас. Студентите од музичката академија секако дека ќе земат свој дел во програмската шема на следниот настан.
Во основа веќе имаме некоја замисла, сега почнуваме за некој месец да ги реализираме плановите. Да ги организирате сите кои што ќе учествуваат и наредната година на 30 април. Па се надеваме дека со оглед на тоа што оваа година музичарите кои ги поканивме, односно јас кои ги поканив јас, почнавме да ги контактираме уште пред нова година, значи декември и јануар месец во новогодишниот период, бидејќи тоа се За да си планираат на 30 април дека треба да се во Штип. Бидејќи тоа се исклучително добри музичари и нормално е дека ако вие не ги резервирате, тоа ќе го направи некој друг, а многу е важно настанот да се обележи и да му се даде внимание на тој настан како што заслужува. Значи тоа не е само да се промовира културата преку овој настан, преку овој настан го афирмираме и нашиот град, што е, мислам дека една од најбитните работи. Луѓето го препознаваат тоа, ја промовираме културата во нашиот град, значи Штип е сепак културен центар во Македонија. Овде имаме неколку настани кои ја имаат забележано, отпечатано титулата на град на културата. Покрај Маквест, нели, Штипско културно лето, правата опера е во Штип, автор како Христо Крстевски кој е од Штип. Така, голем број други музички имиња музичари, да, значи тоа е богатство кое верувам дека малку градови од Македонија можат да се пофалат со нешто слично на ова што го имаме ние. Мораме да го цениме тоа. Она со што вие можете да се пофалите е дека направивте одличен настан, дека безпрекорно го организиравте одбележувањето на Светскиот ден на џез музиката и посакувам сите планови кои што ги имате за наредната година да ви се реализираат и како оваа година што имаше одзив и како што надалеку се слушна за организацијата на Светскиот ден на џез музиката, до година да има уште повеќе. Се надеваме дека ќе биде така, скоро сме и сигурни. Тоа што го работиме, сепак, како што кажав и на почетокот, вроди со некои убави резултати. Публиката имаше, колку што јас можев да видам, убави реакции, насмејани ликови, убава енергија, тоа е тоа што треба да го пренесе оваа музика кај луѓето. Благодарам за тоа што бевте дел од програмата на Канал Пулс телевизија со ова издание посветено на џез музиката. Повторно наредната година да се видиме, да зборуваме малку повеќе и подолго, со многу повеќе гости, со многу повеќе посетители. Да се надеваме дека следната година ќе може да видиме и некои од професорите на Музичката академија. Морам да кажам дека деканот Тони Китановски дава потполна поддршка на тоа што го работиме како организација. Се надевам дека ќе продлабочиме соработката. Универзитет Гоце Делчев е институција која моментално го креира ликот на нашиот град, значи ние сме универзитетски град. Мораме да имаме нешто кое ќе биде прикладно прикладен настан кој ќе може да се носи со ова титула на универзитетски град, бидејќи не е само да се организира нешто, но туку треба да биде и добро. Така. Ќе биде и добро наредната година, секако. Се надеваме, да. Така. Почитувани гледачи, ова беше специјалната емисија посветена на одбележувањето на Светскиот ден на џез музиката во Штип. Ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму со програмата на Канал Пулс телевизија.